Почитувани представници на медиумите, денес сме во посета на Прилеп на средби со граѓаните и во поддршка на нашиот кандидат за градоначалник господин Илија Јовановски, како и во поддршка на советничката листа на СРСМ и коалицијата предводена од Миле Талески. Во општина Прилеп на овие локални избори настапивме со исклучително честни луѓе и луѓе домаќини. Луѓе кои што се признати и докажани во своите дејности, кои што се препознатливи и признати меѓу прилепчани. Во оваа општина после победата на локалните избори ќе продолжиме со сите проекти кои што граѓаните ги прифатили и кои што сметат дека се за нивни добробит. А ќе понудиме и многу нови. Ќе градиме исклучително по план, честно, домаќински и квалитетно. Ќе ги изедначиме руралните и градските средини во поглед на инфраструктурата, водоводот и канализацијата. Прилеп ќе добие две обиколници и од северната и од јужната страна, и од страната на Скопје и од страната на Битола, а како еден од клучните проекти ќе биде гасификацијата на Прилеп со која што граѓаните ќе ги намалат своите сметки во зимна драстично во идниот период. Ќе обезбедиме чиста вода за пиење и чист воздух за дишење, затоа што тоа за граѓаните е најбитно, здравието за нас е прв императив, а тоа во следниот период ќе биде една од клучните приоритети на владата и на локалната самоуправа. Ќе обезбедиме соодветни услови за инвестирање на локално ниво, во локалната самоуправа. Домашните инвеститори во поддршката од страна на локалната самоуправа и централната власт ќе ги изедначиме, субвенции ќе добиваат сите подеднакво, а претежно ќе бидат поддржани оние кои што ќе вработуваат повеќе и оние кои што на вработените ќе им даваат повисоки плати. Локалната самоуправа за младите ќе отвори бизнис инкубатори преку кои што младите ќе можат на соодветен начин да започнат собствен бизнис и преку соодветна поддршка, неповратни 10.000 евра финансиски средства, материјално-технички ресурси, просторни ресурси и се она што е неопходно младите да обстојат во нивната идеја. Општината, како општинска администрација, ќе работи честно и домаќински за сите наши сограѓани. Нема да имаат потреба граѓаните да имаат свој пријател во општинската администрација или да бидат од било која партија. Сите ќе бидат соодветно обслужени, а ќе се работи само честно и домаќински. Според тоа ги повикувам прилепчани, наместо да дадат поддршката на оној кој што се плаши од соочување со граѓаните, наместо да дадат поддршката на оној кој што бега од соочување со нашиот кандидат Илија Јовановски, поддршката да ја дадат на бројот 19, на нашиот кандидат за градоначалник господинот Илија Јовановски и на нашата советничка листа бројот 19. На Прилеп му требаат промени за подобро. Благодарам, ако има прашања,